Апелациони суди ја одбиле жалбата за укинување на притворот на Љупчо Пецов Ѓаволот, за кој неофицијално екс-државниот правобранител Фехми Стафа барал подкуп да влие кај еден од судиите. Од второстепениот суд појаснуваат дека ваквата одлука е донесена на почеток на месецот, односно 10 дена пред Стафа да биде фатен со парите со кои требало да подмети апелационен судија. Во советот кој го одбил барањето на Пецов биле тројца судии, но во соопштенијето од апелација не се откриваат нивните имиња. Стафа, кој викендов беше фатен со 20.000 евро бележани пари, од вчера е во 30-дневен притвор поради опасност од бегство и влијание врз истрагата. Ојо Кок вчера објави дека во 2 наврати изминатите 2 месеци побарал и добил вкупно 50.000 евро од сестра на обвинет кој се бара со меѓународна потерница, но многу прашања остана отворени. Дали на некој од судиите веќе му бил понуден или даден подкуп, како и кој го пријавил случајот? Од обвинителството велат дека засега не можат да откријат вакви детали кои можат да влијаат врз истрагата која се уште е во тек. Стафа од 2018 до 2022 ја извршуваше функцијата државен правобранител. Изминатите 3 години работи како адвокат, а беше и кандидат за член на судски совет. Во саботата беше приведен како адвокат на Љупчо Пецов, познат како Ѓаволот, обвинет во повеќе предмети за затајување данок, меѓу кои во предметот Синџер, кој повеќе од 2 години се бара и со меѓународна потерница. Деспина Тодоровска, Сител телевизија.